Проблем е здравството во руралните средини, амбулантите немаат лекари, немаат ниту медицински сестри. Денес, на почетокот на неделата на сестринството, а одбележувајќи го денот на акушерките, 5 мај, разговорот во студиот ќе го продолжиме со магистер Гордана Бешлиовска, председателка на Сдруженијето на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри за нас. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, ви благодарам многу што го подигате гласот на медицинските сестри, посебно почнувајќи во оваа светска недела на сестринството. Ја користам приликата да го честитам денеска денот на сите наши колешки, не само во Македонија и во регионот и во Европа, на акушерките кои што се многу значаен сегмент за една здрава иднина и здрава нација. Неколку години наназад Македонија го има проблемот од недостаток на медицински персонал. Тука не зборуваме само за недостаток на лекари, туку зборуваме и за недостаток на медицински сестри, техничари и така натаму. Ние денес кога решивме да зборуваме за руралните амбуланти, дојдовме до податок дека во многу села нема редовна здравствена заштита. Веројатно постојат повеќе причини за такво нешто. Па видите, недостатокот на медицинските сестри е глобален проблем. Ние од Унијата, од Сдруженијето секогаш сме кажале дека проекциите и на Светската здравствена организација се дека доколку не се инвестира во оваа професија, 2030 година милионски ќе бидат недостатоците на медицинските сестри. Во таков смер се сега и самите слогани на ICM во одбележувањето на неделата на сестринството. Милиони акушерки за подобра иднина. Или овластените медицински сестри се нешто кое што го подига и ја подига вредноста на пациентите. Сето тоа е во смер на едно континуирано образование и едуцирање на медицинските сестри високопрофесионални, меѓутоа и треба нормално да ги имаме за да може сите тие да придонесат и да учинат на работните места. Структурното прераспределување на медицинските сестри можеби во некои области е во овој момент проблем, затоа што може и ќе имате и ќе имаме институции каде што е доволна бројката, меѓутоа треба да бидат правилно прераспределени според потребите. Ние во Унијата, во Сдруженијето располагаме апсолутно со секакви податоци по основ на потребите, врз основа на стандардите, сакате во болниците, сакате демографски, па дури во руралните средини каде што се соочивме со една вистина пред една година дена во 8 рурални амбуланти, 8 лекари работат без медицински сестри. Овие рурални средини кои што ги спомнавте, впрочем се законски регулирани за потребите на корисниците и на пациентите од тие краеви, каде што Фондот за здравство има многу убави пакети врз основа на кои ги уредил политиките за функционирањето на овие амбуланти во руралните средини. Тоа се пакети во кои што условно без разлика на бројот на пациентите и без разлика на демографските податоци на руралната средина каде што се отвара самата амбуланта, условно 2100 бода, така наречени популарни во за матичните лекари, се основната појдовна унифицирана бројка за нивната капитација без разлика на тоа колку имаат пациенти. Меѓутоа, за да бидат одржливи, тие треба да имаат 400 до 500 корисници или пациенти во тие краеви. Задолжувањето им е да имаат полно работно време како и сите други амбуланти. Ова што го слушаме сега како податоци дека работат преку еден ден или 2 дена во неделата и така понатака, се надевам дека е сигурно со одобрување или со на некој начин таква организација со Фондот за здравствено осигурување. Тие би требало да функционираат во полно работно време. Законската дефиниција ги обврзува да имаат лекар, да имаат медицинска сестра и сети оној инвентар кој што треба да го поседуваат како таков. Проблемот се јавува во оној момент кога се затвараат по основ на заминување во пензија на голем дел од лекарите или затварање на ординациите по сосема други основи и имаат проблем за избор на нови концесионери. Ако ги погледнеме искуствата во регионот и во Европа, каде што нашата Унија, Сдруженијето, Сојузот има контакти во меѓународните асоциации и во регионот каде што сме учесници и дел од глобалните сестрински политики, таму се решени на многу некои начини како мобилни тимови на терен каде што се недостапни, каде што имаме проблем социоекономски, каде што демографски те податоци зборуваат за помал број на население, меѓутоа го средили и го уредили со таков начин што образувале медицински сестри за самостојна работа во овие рурални средини, кои што ја работат промоцијата, превенцијата, здравственото воспитување, превенирањето и триажирањето за овие пациенти до најблиските амбуланти каде што имаме доктори.
начини постојат, можности постојат, потребно е институционално позиционирање на нас, медицинските сестри, за да ги споделиме искуствата и потребите за се она што е потребно за нашите пациенти. Во руралните средини да имате и само еден пациент, тој заслужува да имате амбуланта, да имате медицинска сестра, да имате доктор, каде што треба да го превенираме и го заштитиме здравјето и ја кренеме вредноста на пациентите. Таму каде што превенирате, а таа е работата на примарната здравствена заштита и на овие матични амбуланти, не лекувате. Тоа е всушност на некој начин најодржливата политика за националните стратешки програми кои што треба да ги имаме во нашиот здравствен систем за една здрава нација. Доколку превенцијата ни затајува, па без разлика дали на овие рурални средини, каде што видите ако немате вие амбуланта, немате доктор, немате медицинска сестра, каде е моментот на имунизацијата, профилаксата и сето она кое што треба да се случува за здрава нација и за иднината на младите поколенија во тие рурални средини. И тогаш веќе го имате и финансискиот и социјално-економскиот проблем. Во овој момент можеби најодржливи се мобилни екипи кои што можеби ќе треба да пенетрираат на овие делови каде што ги немаме амбулантите во прогласените рурални средини, а имаме корисници кои што заслужуваат, значи да добијат превенција, здравствено воспитување, промоција и ни недостасуваат на некој начин информациите. Можеби сите овие сега индиции за телемедицина и така понатака се еден вид од решенијата, меѓутоа овде имаме веќе население кое што е со повозрасни и прашање е дали сите они ги имаат тие услови со кои што може да им се овозможи таков лекарски преглед. Така да се надеваме дека во националната стратешка програма каде што би земале учество и би биле дел од истата, можеби и ќе придонесеме со се она искуствено што сакаме да го споделиме и во кариерниот развој и образованието на медицинските сестри да го предложиме, за да можеме да ги покриеме сите овие области и овие корисници за да не станат пациенти. Ме интересира, бидејќи имате секојдневно допирни точки и со медицинските сестри кои што работат и во терцијарното здравство, но и во примарното, но и со медицински сестри кои што работат во руралните амбуланти. Се намалува ли бројот на медицински персонал кој што заминува од државава? Или се уште сме во тој тренд? Не, трендот постои се уште. За жал постои, затоа што недостаток иницира целиот регион и Европа и сите поблиски дестинации, каде што пред се условите на признавањето на образовните квалификации на медицинските сестри и нивните одговорности и нивната автономност на работните места и нивните авторитети и на трето место личните доходи се еден предизвик кој што нели се уште е една стимулација за да ја напушта државата. Многу пати сме кажале дека не е проблемот само на одлевањето во регионот и во Европа. Проблемот е во тоа што почнаа да заминуваат од професијата и тоа е нешто кое што во овој момент е многу разочарувачки, затоа што ги губиме сестрите со вештини и со знаење, кои што се најглавните промотори и едукатори во болниците на младиот кадар кој што стига во болниците, кој што доаѓа. Превземаме многу стратешки, предлагаме многу, сме во проекти во кои што сакаме значи да го уредиме кариерниот развој на медицинските сестри, да дојдеме од оној лик, имидж и дело на медицинските сестри европски, така наречен, во кој што имаме задоволни здравствени работници кои што иницираат задоволни пациенти, нели по сите основи, меѓутоа отстапката на законот, празнината и отстапката институционална на медицинските сестри ги става во една позиција да со години наназад се во еден статус на незадоволство, како што ние го нарекуваме 4N, незадоволни од признавањето на образовните квалификации, незадоволни од непризнавањето на авторитетите во болниците, неприсутноста во носењето и компетентноста на одлуките за медицинските сестри и на крајот незадоволни нели од платеноста по одговорностите, каде што ние како сојуз на Сдруженија на медицинските сестри сме најголеми поборници сестрите да ги добијат собствените одговорности во болниците. Кога зборувате за конекцијата меѓу сестрите од превентивното до палијативното, нашите информации зборуваат дека ние во превентивата имаме скоро 49% од населението кое што воопшто не ни се јавува на првични прегледи или на прегледи каде што нели треба да бидат треба да биде промоцијата, здравственото воспитување и превенирањето на самите пациенти. А 19% од популацијата од децата не ни се појавени значи на имунизацијските пунктови за имунизација и така понатака. Тоа не е поразително? Тоа
Поразително е дефинитивно и треба да работиме на покренување на колективната свест кај нашето население. Тоа се посебни специфични програми кои што треба да се обработуваат во превенцијата, во здравственото воспитување, каде што ќе ја подигаме свеста кај пациентите на самите за себе. Знаете како, матичните лекари и каде што ја гледаме потпората за триажирањето наше понатака првото достапно на здравствените услуги, па понатаму нашето лекување и сето она кое што е триажа по специјалните области, е многу важно да не се ослониме само на тоа. Треба самата свесност и совесност наша да биде на високо ниво. Тука се медицинските сестри многу важни. Фондот за здравство тука ги осмислил така наречените цели кај матичните доктори, каде што ги задолжува превентивно да го покануваат населението на прегледи како корисници, како би се навремено откриле, сузбиле, спречиле, превенирале одредени заболувања. За жал, податоците зборуваат дека не се јавуваат секогаш сите на тие прегледи за да се остварат матичните доктори во целите, меѓутоа Фондот за здравство им ги прифаќа и самите покани. За нив е остварена програмата и со самото тоа што вие упатиле поканата. Од друга страна пак имаме податоци од населението и од пациенти кои што сметат дека за период од 4 до 5 години колку што треба да трае едниот обрат на таа програма, воопшто никогаш не биле поканети на вакви превентивни прегледи. Ако ја зевете споредбата со Словенија, каде што на 2 милиони жители има 17.000 медицински сестри, 7.000 од таа бројка на медицински сестри работат исклучително само на превенцијата и промоцијата на здравјето и скрининг програмите на пациентите, затоа тие не лекуваат. Она што сега би сакала да го позборуваме, а тоа јас веќе во најавно кажав, дека од денеска започна Меѓународната недела на сестринството. Вие сте со многу обврски неделава од денес до 12 мај, кога ќе биде завршетокот, да речеме, на одбележување на Меѓународната недела на сестринството. Што се ќе се случува во овие 7 дена? Многу нешто. Ова е неделата во која што ние ги признаваме нашите хуманости, ова е неделата во која што ги признаваме нашите дела, каде што зборуваме за нашите потреби, неделата во која што исклучителна е нашата конекција со Европа, меѓународно и со сите меѓународни конгреси. Ние само денеска бевме на отварањето на големиот меѓународен интернационален конгрес во Сиднеј, каде што сме членови на меѓународната асоциација ИФНА, од каде што ги споделивме честитките со председателката и со 46 земји представници оваа недела во Сиднеј, каде што се одвива тој конгрес на сестрите од специјалните области. Нашата унија, нашето здружение е дел и од европските, меѓународните, па дури и од Светската федерација на медицинските сестри за интензивно лекување и реанимација. Тоа значи дека пораките оваа недела ги усмеруваме на сите 7 континенти. Тие наспрам нас, ние наспрам нив. Зборуваме гласно за нашите колешки во услови на војна кои што сега лекуваат. Зборуваме за нашите колеги кои што под ведро небо лекуваат, за нашите медицински сестри кои што ги изгубивме за време на ковидот, секогаш го споменуваме нивното дело и никогаш нема да го забораваме. Зборуваме за хуманите, најхуманите во хуманите медицински сестри, признавајќи го нивниот придонес во сестринската професија, развојот на сестринската професија, и во контекст на тоа работиме промотивни материјали за подигање на колективната свест, за на некој начин признавањето на собствените афирмации на професијата. Започнуваме со едукативни настани кои што се во делот на образованието на сестрите и безбедноста на работа, која што е многу важна и еден дел од една здрава работна околина. Симулацијската вежба која што во петок ја имаме во Тетово, организирана со одделението за внатрешни работи, градот, општината и пожарната екипа, каде што ќе ја подигаме свеста на населението за првична укажана брза помош додека не се појават медицинските екипи и триажирањето. Продолжуваме со хуманитарна акција во организација со хуманитарната организација Свети Спас, во која што медицинските сестри имаат можност надвор од болниците да ја покажат својата хуманост, и Сојузот на здруженијата донира за корисниците и социјално загрозените семејства заедно со хуманитарното друштво, каде што медицинските сестри ќе бидат меѓу ова категорија на социјално загрозени, со тоа што и ќе го припремат и ќе го достават ручекот и ќе бидат еден добар пример за хуманост во нашата професија и надвор од болниците. Во меѓувреме ќе се случуваат едукации со помладите категории во делот на стоматологијата, во делот на акушерството, и медицинските сестри ќе зборуваат и за подигање на колективната свест за
примање на суплементи и некои дополнителни други додатоци за кои што нели треба да ја надминеме стигмата дека едно нешто е за секого соодветно. И на крајот на 12 мај во Домот на културата во Тетово ќе ја заокружиме неделата на сестринството со круната и свечената академија, 9-та поред, која што врз основа на нашите одлуки неколку години наназад се одвива надвор од Скопје, така ќе кажам, затоа што континуирано со години, значи ги собиравме медицинските сестри од цела Македонија во Скопје. Овој пат медицинските сестри со огромно задоволство ни дочекуваат. Минатата година бевме пречекани во Битола, оваа година сме во Тетово, веќе се направени програмите и за наредните години каде се тоа ќе се организираат свечените академии. Ова се свечени академии во кои што се признава хуманоста, свечени академии на кои што нашата традиција за изборот на најдобар ученик и најдобар студент продолжува, стимулација за нашите идни колеги кои што се дел од нашите стручни настани, каде што ги славиме нашите успеси за влезот во меѓународните асоциации, ги славиме нашите успеси за се што сторивме и направивме во изминатите години и што правиме за медицинските сестри. Жалам што веќе втора година во униформата го подигам вака гласот за медицинските сестри и искрено се надевам дека сме некаде тука каде што веќе сестрите ќе го добијат сопствениот закон, ќе го добијат коморното уредување и ова униформа ќе помине во една, како што ќе биде тоа историска постигната цел за нас, и ова ќе помине во една понова историја на сестрите во Македонија, дека на таков начин визуелно и гласно го подигавме гласот за правата на сестрите. Ние не бараме нешто што не е во делот на регулираноста на нашата професија. Ние сме една од 6 регулирани професии. Тоа се утврдени курикулуми, универзални, кои што опишале нашата професија, треба само да се имплементираат во делот на образованието, во делот на нашите компетенции во институциите, во делот на нашето институционално позиционирање, каде што треба ние да бидеме таму каде што се носат одлуките. Верувајте ми, во овој момент најголемиот проблем е со должна почит према сите кадри кои што не се медицински сестри во Министерството за здравство, меѓутоа никој не може да ги толкува и да ги носи одлуките за медицинските сестри така како што медицинските сестри знаат и умеат и треба да ги донесат за себе. Сето тоа е во овој момент единствениот и најголемиот проблем кој што нас не држи во една ваква ситуација и состојба подолгогодишна, би кажала, на нерегулиран статус и нелиценцирање на професијата, кој што е многу важна за законските одредби. Ние сите мора да понесеме одговорности. Нашите пациенти заслужуваат образовани медицински сестри, сестри кои што имаат одговорности, сестри кои што имаат образовни квалификации, кои што ќе ги следат компетенциите во болниците, кои што ќе одговорат на тоа за кое што се образувани, сестри кои што ќе го почитуваат наспрам себе ликот, имиджот и се она кое што се вели убедување, уверување на нашите пациенти. На тој начин ја подигате вредноста на пациентите. Тие се нашата суштина, ние за нив постоиме и сето ова што го бараме и сето ова што го правиме за нив. Унијата го докажала тоа со меморандуми врз основа на кои се удружила со сите здруженија на пациенти, каде што врз основа на сите нивни календарски активности дополнително придонесуваме се за нивните потреби. И бидејќи, јас би сакала вака да го завршиме разговорот, бидејќи месец мај е месец на матурите, уште една генерација на медицински сестри ќе го заврши своето средношколско образование, а од септември следат уписите во средно школо. Зошто некој би требало да ја одбере професијата медицинска сестра? Па јас би го поставила тоа некако, можеби, во една друга, земајќи го сопственото искуство. За да го одберете медицинското училиште, треба тоа да го чувствувате, треба тоа навистина многу да го сакате и треба да сватите дека влегувате во професија во која што треба да се дадете за другите. Значи, здравствената грижа значи спасување живот, емпатичноста значи божествено нешто кое го носите во себе, бидејќи вие сте надежта, тромеѓето меѓу болката, радоста и тагата на пациентите. Ова нешто може јас да ви го раскажувам многу пати, меѓутоа доживувањето е само таму на нас во болничките ходници заедно со пациентите. Не постои место во болниците, во амбулантите и во било кое ниво на здравствениот систем каде што ние не сочувствуваме со првата информација за болеста, со очувањето со болеста, каде што ни укажана можноста да ги тргнеме причините за одредената болест. Да не зборувам за стационираните пациентите во стационарот кои што ве гледаат како надеж.
Да не зборувам за сето она кое што треба да го постигнете како доверба ако сакате да се остварите во професијата. Затоа медицинските сестри имаат еден друг епитет на професионални мајки, знаете, само мајчинската љубов е безусловна и вие треба во работата професионално да се дадете безусловно. Само така ќе ја постигнете целта поради која што сте се нашле во професијата. И јас искрено секогаш на сите наши надежни и идни млади колешки им посакувам во професијата да влезат не заради тоа што сакаат нивните мајки и баби и роднини, него затоа што тие сами сакаат да го работат тоа. Со задоволство ќе кажам дека Унијата на Сдруженијата успеа во изминатите 3 години да го супремира вонредното дошколување на медицинските сестри, подигајќи го гласот со аргументи и со факти, бидејќи ова е сериозна професија. Так. Професија сериозна во која што ви е даден довербата на животот на пациентите. Знаете, одговорноста која ќе застанете наспрам болничката постела од другата страна е многу голема, пред се човечка, а понатака и професионална. Меѓутоа, се додека во болниците гледате на утринските визити секоја должна почит према лекарите. 20 лекари на визита, 3 медицински сестри, не знам како ние можеме да постигнеме сета таа емпатија да ја во оној дел што се вели зависен, независен и меѓузависен, кој што не обврзува во професијата, да ја исполниме ние и да сакаме, не можеме да постигнеме. Има стандарди врз основа на кои се броиме во болниците. Можеби некаде инцидентно и сме доволно, меѓутоа таму каде што не сме доволно, жалосно е да не можете едноставно да испорачате се што треба да учините за пациентите, а сакате да учините. Тие тоа го гледаат, тие се нашите најголеми поддржувачи. Унијата, Сојузот на Сдруженијата во овој момент ја ужива најголемата поддршка на пациентите и јас јавно им се заблагодарувам за сето тоа, бидејќи ние тоа го чувствуваме и во Сдруженијето и во Унијата, ако сакате и на работните места и дури и на сите овие наши настани кои што ги организираме, тие се нашите најголеми поддржувачи, па тие се тие кои што сакаат образувани, професионални и задоволни медицински сестри. Така да во таа чест треба секојаш да запловуваме во оваа професија, да ги гледаме пациентите наспрам нас како нашите најблиски родители, роднини, пријатели, само така ќе ја стигнеме нивната доверба, ќе ја добиеме. Во зависниот дел мора да ги испорачаме професионалните задачи по закон и по пропис. А во независниот треба да се комплетирате како емпатична личност, точна, професионална, колегијална, која што има према пациентите чувство на потреба да им помогне, да им ги оттргне причините за болеста, да им помогне да проплуват низ болеста, да им помогне да се рехабилитираат. Затоа велам тромеѓето на болката, тагата и радоста. Во една соба ќе влезете се радосни заради патохистолошкиот наод кој стигнал негативен, во другата соба влегувате и ќе начекате солзи од тешкотиите и болките. Сето ние тоа го сочувствуваме, сето тоа ние го носиме во работата, меѓутоа не сме случајно во оваа професија, па затоа Бог дава сила сето тоа нели да го издржиме и да бидеме во оваа професија професионални како што треба. Искрено во оваа недела на сестринството најмногу сакам да им порачам на медицинските сестри да бидат единствени. Само единството ќе го одржи сестринството во Македонија. Единственоста на сестрите, кога зборувам за единството, зборувам за тоа дека треба сите да се доживуваат во собствената професија неопходни без разлика дали се со средно, више, високо или стручно образование. Само сите заедно обединети ќе ги постигнеме целите. Во професијата ќе бидеме почитувани од пациентите и ќе се оствариме онака како што мислам ни доликува во самата професија. Бешлиевска, ви благодарам за денешното гостување. Се надевам дека ќе има задоволни пациенти и уште позадоволни медицински сестри. Многу ви благодарам уште еднаш што го подигате гласот и уште еднаш ми ја честитам неделата на сестринството на медицинските сестри, меѓународната недела и светскиот ден на медицинските сестри во Македонија.